почитувани студенти и членови на семејствата на студентите, почитуван ректор на Универзитетот Кирил и Методий професор Јанкуловски, почитуван декан на Економскиот факултет професор Трпевски, почитувани професори и стручни административни соработници на факултетот, на Економскиот факултет, почитувани представници на деловната заедница, почитувани представници на медиумите. Најпрво им сакам да се заблагодарам во мое лично име, но и како председател на владата на големата чест што ми ја направи денес деканот, колегите професори на Економскиот факултет и ректорот, да бидам присутен и да се обратам на првиот ден од новата учебна година на Универзитетот Кирил и Методий и на Економскиот факултет. Верувам дека сите вие, особено студентите и членовите на семејствата, денес имате голема возбуда и радост. Вие денес започнувате со вашите академски студии, еден од најубавите и највозбудливите периоди во вашиот живот. Но морам интимно да признаам дека и јас сум денес особено горд и радосен, бидејќи присуствувам на истата церемонија на која пред многу години во оваа иста аула присуствував како вас, како студент на вашиот ист избор кој што се го направиле Економскиот факултет, каде што и дипломирав. Пред да започнеме со церемонијата, го замолив деканот да поминеме низ дел од амфитеатрите, да се потсетам на студентските денови и ми навреа голем број на позитивни сеќавања, моменти и радости на студентскиот живот. Јас тогаш бев најмлад тука како вас, меѓутоа и сега кога поминав покрај професорите, сватив дека тука се некои асистенти кои што биле кога јас бев студент, и затоа многу ми е драго што денес можам да ги видам и професор Филиповски, и Постолов, и професор Дракулевски, кои што тоа време беа асистенти и кои што на преминот од едно социјалистичко општество 92 година кога почнавме, почна марксизмот да го заменуваат со книгите на Семјуелсон и со другите научни правци од областа на менаџментот, маркетингот и така натаму. И затоа на почетокот уште еднаш сакам да ве уверам дека влегувате во еден прекрасен период пред вас кој ќе ве направи успешни, работливи и отворени и богати со знаења, а вие ќе се изградите како целосно подготвени личности за предизвиците пред вас. Драги студенти, светот, регионот и нашата држава забрзано се менуваат. Во некои периоди имаме успеси, во некои периоди се соочуваме со голем број на предизвици и кризи. Како сегашната во која се соочуваме со најголемата економска, безбедностна и енергетска криза во последните децении. Ако не можеме самостојно да избираме кога и каде ќе се родиме, тогаш сигурно можеме да влијаеме како и на кој начин ќе учиме, како ќе работиме и како ќе живееме за да ја менуваме сегашноста и да ја подготвуваме иднината за да исполниме целта на секој човек. Да живееме во демократска, отворена, економски развиена држава во која секој граѓанин рамноправно има своја шанса да се докаже и успее да живее во стабилна, мултикултурна и мултиетничка држава во која владее ред и поредок. И тоа е вашата, нашата заедничка потреба, обврска и цел за нашата држава. Вие посветено и целосно да се стекнувате со сите фундаментални и апликативни знаења за домашната и светската економија, да стекнете основни и напредни знаења и вештини, за да бидете сигурни и горди со својата лична вредност, за да бидете целосно конкурентни на домашниот и европскиот пазар, рамо до рамо со своите европски колеги и колешки. Вас, почитувани академци, ве охрабрувам и ве повикувам да учите, да истражувате, да стегнувате нови знаења од најдобрата домашна и странска литература и академски кадар. И во исто време, како во основата на секоја наука, да бидете критички ориентирани, отворени, храбри, смели и со фокус и емоција кон највисокото, најдоброто, вистинското и успешното. Ако пред повеќе децении учевме за основните економски фактори, денес општествените и економските промени ни покажуваат дека разликата помеѓу успешна и помалку успешна држава и економија е факторот на знаењето, на човечкиот капитал како критично важен фактор за развој на економијата. Тоа не е и не смее да биде општа, академска или политичка флоскула. Напротив, тоа сте вие, почитувани студенти, и вашите колешки и колеги ширум сите факултети и универзитети во државата. Ние сме мала држава и мала економија.
Но тоа не смее да го сметаме како проблем, туку треба да го претвориме во шанса. Да креираме внатрешен развоен човечки капитал, систем на вредности и способности да го направиме фактор на развој. Ако интензивно се интегрираме и соработуваме во рамки на регионот, преку платформата Отворен Балкан, ако имаме целосна сигурност и безбедност, со нашето полноправно членство во НАТО, денес пред нас и пред вас се отвора најважниот процес за полноважно членство во Европската Унија. Ги започнавме преговорите, секојдневно трае скрининг процесот и истиот ќе продолжи. Кој треба и ќе ја поднесе таа наша највисока државна цел целосно и брзо да успее. Вие, почитувани професори, кои што веќе сте вклучени во процесот на скрининг и преговори, вие, драги студенти, идни дипломирани економисти, заедно со сите останати високообразовни кадри, кои не само што ќе го прилагодат нашето законодавство со европското, туку најважно, ќе креираат и развиваат европска сегашност во државата. Затоа како влада ја имате и ќе имате нашата поддршка и за поддршка преку стипендирање и за нови модели на ангажирање и вработување на најдобрите во македонската економија и институции и за повисоки инвестиции во образованието и научно-истражувачкиот развој. Студенти кои што завршиле на овој факултет се стекнале со исклучително високи знаења. Деканот кажа, од овој факултет произлегле премиери на државата, произлегле министри во државата, меѓутоа и луѓе кои што се докажале во меѓународни рамки. Студенти на овој факултет се наши представници во Меѓународниот монетарен фонд, во Светска банка и во низа други значајни странски мултилатерални институции. Наш огромен успех како држава е да успееме да ги задржиме нашите луѓе, нашата вредност, нашиот народ, нашите експерти дома, за да тие директно влијаат на нашиот развој како држава. За таа цел вреди да се направи се, да се преземе се и ние како влада таа обврска одговорно ја преземаме секојдневно. Почитувани професори, и вас сакам да ви посакам многу успех во вашата професорска работа, која сметам за едно од најблагородните, но и најодговорните, бидејќи сте критично важни и за пренесувањето на знаењата, но и за ваш континуиран развој и доживотно учење. Секако и за градењето и пренесувањето на највисоките морално-етички и педагошки вредности на вашите студенти. На крајот, почитувани и драги студенти, особено сум среќен што после 2 години повторно сте физички присутни на факултетите. За жал, пандемијата претходно не спречи во многу работи. Сега, надевајќи се дека сето тоа е целосно зад нас, ви посакувам многу успешно студирање, кратки студиски предстои на европските универзитети, многу другарување и студентски забави и завршување на студиите во предвидениот рок. А потоа, вратата и работното место во националниот бизнис и институции ви се отворени, за да продолжите да ја менуваме државата кон подобро. Со вас и со студентите по вас, уверен сум дека ќе работиме во држава членка на Европската Унија. Со среќа и со лесно, да сте живи и здрави и се најдобро во вашите студии. Ви благодарам.